Добар ден. Во изминатите 7 дена светот на тркала направи уште еден квантен скок. Алфа Ромео најави враќање во Формула 1 преку тимот на Заубер. На тест го имавме првото спортско корисно возило на Алфа Ромео наречено Стелвио, а кога сме кај спортско корисните возила, ќе го презентираме првенецот на ултраспортскиот Ламборгини со име Урус. Дека нема ништо да биде онака како што било, ни покажа последната овогодишна смотра на возила. Градот на ангелите покрај филмската станува се поважен и за автомобилската индустрија. И годинава повеќето марки се потрудија да ги задоволат вкусовите на публиката од најкаприциозната американска држава. Во таа чест со рапортот од саемот во Лос Анджелес и го започнуваме новото издание на Автомагазин. Додека остатокот од северната хемисфера се подготвува за зима, сончевиот Лос Анджелес ги пречека најврелите автомобилски новитети. Меѓу нив, како и порано, доминираа европските, предводени од Mercedes CLS. Како пионер на наредното дизајнерско изразување на марката, препознатлив е по своите јасни контури и дискретни линии. Неговиот карактер го одбележуваат исторениот преден дел, маската која се шири према доле и ниско поставените предни светла. Меѓу другите особености се и дводелните задни светла со 3D ефект и безвременската купе силуета. Токму како и неговиот претходник, сегашниот CLS просто зрачи со самоувереност и спортска пргавост. Заедно со елеганцијата и динамичноста што ги поседува, прават да биде исклучително емотивно возило. Во духот на големите модели на марката располага со импресивен комфор и сериозно ниво нови технологии. Сите верзии на CLS се опремени со нови редни 6-цилиндрични мотори. На почетокот ќе бидат 3, 2 се дизели со 286 и 340 коњи, а третиот турбобензинец со 367 коњски сили, засилени со уште 22 електрични. Сите се 3-литарски, спарени со 9-степена автоматска трансмисија. Новата купе лимузина со 4 врати на Мерцедес ќе започне да ги освојува европските купувачи во март идната година. Американците се малку разочарани што ќе мора да чекаат до есента, но затоа ќе го добијат и во хибридизирана AMG 53 верзија. За разлика од досега, CLS нема да биде на располагање во шутинг брейк верзија. Моментот го искористи Порше, кој на американците им го сервираше најбрзиот караван на денешницата, и тоа под скратено име Panamera Hybrid Wagon. Како импресивно парче техника, тој со своите 680 коњски сили нам веќе ни е познат, исто како и преостанатите новитети на марката од Суфенхаузен. Вниманието на публиката рамноправно беше поделено помеѓу 718 GTS и 911 Carrera T, кои заедно со новиот Cayenne ќе се надпреваруваат во трката кој попрво да ги олесни банкарските сметки. Во тоа сериозен конкурент ќе имаат во новата ZR верзија на Chevrolet Corvette. Откако пред 2 недели ја представи во купе издание, General Motors за салонот на автомобилите во LA ја подготви и нејзината кабриолет варијанта. Потешка за само 27 кг, таа ветува слични возбудувања во возењето. Во бројки изразени ти изнесуваат забрзување до магичната граница за помалку од 3 секунди и максимални повеќе од 322 км на час. Сето тоа благодарение на компресорскиот 6,2 литарски V8 мотор со 755 коњски сили и 8-степен автоматски менувач. Цената на овој кабриолет во Америка е за само $4,000 поголема од онаа на купето. Интересен факт е и што американските медиуми во добар дел ја подзакрија информацијата дека купе изведбата на Корвет ZR1 премиерно беше представена во Дубај. Честа на домашните производители пак најдостојно ја одбрани новата генерација на Jeep Wrangler. Настанат како индиректна прогресија на воениот Willys, овој исконски теренец не се обновува често.
Не ни треба, затоа што тоа е како Халеевата комета, да ги употребиме зборовите на неговиот главен дизајнер Ралф Жил. За среќа, на овој свет се уште има луѓе кои знаат да го ценат вечното автомобилско наследство кое моделите како него ни го оставаат. Затоа и новиот Ренглер е како јајце сличен на претходникот. Визуелните промени се суптилни и главно фокусирани на детали. Ништо не е драстично изменето и основните линии останаа исти. Се забележуваат новите браници и LED светлота кои ја даваат потребната модерна нота за ефективен настап на пазарот. Затоа пак конструкцијата е нова и полесна за 90 килограми. Теренските способности кои во целост се задржани ќе ги обезбедува познатиот 3,6 литарски V6. Нов во понудата е 4-цилиндрескиот турбомотор со 2 литри кој има тенденција да го замени што се гледа од сличноста на максималната силина 285 наспроти 268 конски сили. Купувачите ќе може да бираат помеѓу 6 степен мануелен или 8 степен автоматски менувач, но и меѓу 3 различни системи за погон на сите 4 тркала. Во догледна иднина новиот Ренглер ќе биде понуден и со 3 литарски дизел. Сите верзии ќе бидат достапни со тврд или платнен покрив, како и во варијанта со 4 врати. Плюс на се, купувачите ќе може да бираат им меѓу повеќе од 200 мопар додатоци за да го направат својот Ренглер онаков каков сакаат. Теренец, ама во сосема поинаква конотација представија и британците. Range Rover SVA Autobiography во својата цена од $210,000 е олицетворение на чистиот луксуз и врвните перформанси како што ретко кој може да ги свати. За останатите нека биде доволен податокот дека за нозе на патниците на задните седишта им е оставен баснословен простор од дури 1,2 метри. На кросоверскиот предисвик не одолеа ниту Subaru, кој специјално за американците го подготви својот најголем модел досега. Со должина поголема од 5 метри, асцент, како што му е ознаката, ќе има 8 седишта и мноштво простор во внатрешноста. Нема да има автономни можности, иако од неговата презентација може поинаку да се заклучи. Погонот на сите тркала го обезбедува 2,4 литарски боксер со 260 конски сили, а ќе се произведува во фабриката на Subaru во Индијана. Во продажба ќе се најде за половина година по цена од околу $30,000. Кон сличен профил купувачи цели и Kia со обновената верзија на Sorento. Овој кросовер доста е популарен во Америка, каде со своите карактеристики се наметнува како оптимална понуда за широк круг купувачи. Иако забележителни, визуелните корекции на модерниот, но сепак воздржан изглед се задржани на скромно ниво. Нам веќе познат од Франкфурт, на американците ќе им биде понуден со 2,4 и 3,3 литарски бензински мотор со 185 и 290 коњи. Поголемиот ќе биде стандардно на располагање со 8 степена автоматика, со која ќе може да влече приколка тешка 2,3 тони. Практичноста на високо ниво ја задржуваат трите реда седишта и обемната количина помошна електроника. Поголем предизвик за купувачите ќе представува плаг-ин изведбата на Niro, која ќе може да помине 40 на електрични километри. Освен батеријата со поголем капацитет која се полни 2,5 часа, другите карактеристики на овој хибриден кросовер останаа исти. Mazda 6 нема проблеми со докажувањето бидејќи во секој поглед е врв во класата. Посебно сега, откако во Лос Анџелес доби ново лице и турбобензинец со 250 конски сили. Дека јапонскиот производител има храброст да направи возбудлива лимузина, покаже уште со МПС изведбата на нејзината прва генерација. Најавувајќи ја спектакуларно, новата Mazda 6 ги исполни сите очекувања. Дури и повеќе од тоа, ги задоволува строгите естетски критериуми кои од година во година се подигнуваат на се повисоко ниво. Исто е и со техниката. Јапонците никогаш не се спротивставувале на современите трендови, туку ги именувале. Новиот турбоагрегат е истиот 2,5 литарски што се вградува и во големиот CX-9.
Фасцинира со бројките, но и со решенијата. Системот за деактивација на цилиндрите во случај на мало оптоварување штеди гориво. Исто и степенот на компресија од високи 14:1, со кој SkyActiv технологијата е доведена до крајни граници. Појавувањето на токискиот Vision Coupe концепт ги подгреа надежите за негово сериско производство. Во Лос Анџелес се спомна и ротациониот ванкел мотор, но без конкретни ветувања. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Black eyed peas came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да... Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Споменувајќи го славното тркачко минато и не штедејќи го оптимизмот, пристигна најавата дека Алфа Ромео се враќа во Формула 1 надпреварите заедно со тимот на Заубер. Со ова италијанците ќе бидат присутни со два тима во најбрзиот циркус на светот. Легендарниот Ферари е суверен, додека Алфа Ромео по повеќе децениска пауза официјално се враќа во оваа дисциплина. Што може миланската марка да понуди се уште не е јасно, но повеќе од јасно е дека ова е добар и скап маркетиншки потек. Како партнер на швајцарскиот Заубер, Алфа Ромео после 32 години пауза од следната сезона повторно ќе тргне во лов на F1 титули. Тимот ќе има назив Алфа Ромео Заубер, а моторот ќе биде од Ферари. Договорот е подпишан на повеќе години и опфаќа стратешка, комерцијална и технолошка соработка. Други детали официјално не се познати, но затоа добро се знае дека Алфа Ромео има значајна улога во историјата на Формула 1. Почнувајќи од самите нејзини корени, првите две шампионски титули ги освоија нејзините возачи Нино Фарина во 1950-та и легендарниот Хуан Мануел Фанџо наредната година. После тоа Алфа Ромео официјално не учествуваше во Формула 1, но со своите мотори снабдуваше други екипи. Во најбрзиот циркус се врати во 1979 година, но после 6 години без некој значаен успех се повлече. Челните луѓе на Fiat Chrysler и Sauber не ја криеа возбудата околу заедничкиот настап во Формула 1, но ги сокрија амбициите.
За нивно остварување ќе бидат задолжени Маркус Ериксон и Шарл Леклерк. Заубер сезонава освоја 25 бода, недоволни за ништо друго освен последното место во шампионатот. Со 3 нови модели, Kia годинава тргна во моделска офанзива. Следејќи експанзијата, нашиот импортер реши да ја прошири својата продажна мрежа со 3 нови салони низ Македонија. На отварањето на првиот во Штип отпатувавме со флота возила на корејската марка. Предводници беа трендовскиот Стоник и ултимативниот Стингер. Тој со своите карактеристики ги руши сите сваќања што досега владеа за корејската марка. Изгледот му е како да потекнува од старо премиум семејство, а не од производител познат по прифатливите цени. Ракавицата во лице на конкуренцијата Kia фрла и со нетипичниот Стоник. Младешки во изгледот и намената, тој до купувачите испраќа искрена порака. Достапноста на голем број колорни комбинации прави кон изборот храбро да се пристапи. На просечноста пркосат и цените, како и стандардната за сите модели на Kia 7 годишна гаранција. А таа е само една од многуте карактеристични предности на корејската марка, чија понуда сега е блиску до граѓаните од источниот дел на Македонија. Лоциран на излезот од Штип, новиот салон го најавува почетокот на експанзијата на собствената продажна мрежа. Напролет ќе следат уште 2, во Битола и Струмица, во кои купувачите ќе може да ги добијат сите потребни информации, ќе можат и да ги пробаат пазарно најатрактивните модели. Беше прв од својата класа што се појави и остана да ја предводи на задоволство на љубителите на марката, чии срца одново се полнат со секоја нова генерација. Најавен како авантурист со силно присуство на патот, новиот BMW X3 пристигна и во Македонија. Вниманието и понатаму го привлекува со надмогниот, но сталожен атлетски дизајн. Во согласност со престојното стилско изразување на марката, сите карактерни детали се нагласени. Посебно се забележуваат бубрезите и светлата, сега дополнети со големи отвори за воздух во браникот. Во функција на динамиката без компромиси ќе кажат неговите творци од минатот. И тоа на секаков терен благодарение на интелигентниот погон на сите тркала. Возењето возбудливо ќе се доживува и на асфалт, каде на располагање меѓубројната електроника го има и личниот копилот. Со желба наново да ги дефинира границите во својата класа, понудата на новиот BMW X3 во Македонија се состои од 2 дизелски и една бензинска верзија. Цената започнува од 52.000 евра, а завршува високо меѓу ѕвездите. После 5,5 години чекање од промоцијата на истоимениот концепт, сериската верзија на Lamborghini Urus конечно е представена. Како што порано кажа првиот човек на италијанскиот производител Стефано Доменикали, овој кросовер е вистински оригинал. Ние се согласуваме со оригиналноста на Урус, но само би додале дека разбеснетиот бик како основа ја користи онаа на Audi Q7. Lamborghini Urus долг е повеќе од 5,1 метар и ги има препознатливите линии на суперспортските модели на марката. Теренската агресивност е нагласена со големите отвори за воздух под фаровите. Профилираната хауба и мускулестите крила повеќе наклонуваат кон спортската нота. Задниот дел ја следи големината на возилото, а силуетата не остава место за дилема дека се работи за Lamborghini. Слично и со внатрешноста во која се препознаваат елементи од другите модели на марката. Мноштвото копчиња, екрани и истакнати детали кажуваат дека се работи за исклучително возило. Неговите неспорни капацитети ги обезбедува 4-литарскиот V6B турбомотор со 650 конски сили и 8-степен автоматик. За исклучителноста на перформансите се грижат и системот за управување на сите тркала, воздушното ослонување и карбон керамичките сопирачки.
Според фабричките податоци, овој 2200 кг тежок теренец до 100 км на час забрзува за 3,6 секунди, а до 200 за 12,8 секунди. Најголемата брзина му изнесува 305 км на час, а ако некој го интересира декларираната потрошувачка е 12,7 литри на 100 км. Треба да се спомене и дека е направен на платформата која веќе се користи кај Audi Q7, Bentley Bentayga и Porsche Cayenne. Испораките на Урус ќе стартуваат на пролет следната година по цена од 170.000 евра, а без давачки. Според поранешните најави, во понудата ќе се најде и хибридната варијанта, но не и дизел. Втората декада на 21. век ни донесе многу промени, очекувани и неочекувани. И тоа на сите полиња, особено во сферата на автомобилите. Денеска, кога го земав на тест ова спортско корисно возило, ми текна на една стара шега, која вели дека светот нема никогаш да биде онаков како што е. Најдобриот рапер е белец, најдобриот голфер е црнец, а најдобрите и најпосакуваните спортско корисни возила ги прават производителите на ултраспортски и спортски автомобили. Таков е примерот со Porsche, Lamborghini, Maserati, но и со Alfa Romeo, која со новиот Stelvio сака да укаже на нејзината вредност. Stelvio е премин на Доломитите кој има 257 свиока и е прекрасен за возење. Самото име на првиот спортско корисен автомобил, односно спортско корисно возило од Alfa Romeo, укажува на сестраноста на возните карактеристики. Затоа денеска оваа убавица ја донесовме во македонскиот Stelvio. Далеку од тоа дека е на Алпите, далеку од тоа дека има идеални услови за возење како и асфалт, но секако дека ќе ги донесеме до крајни можности овие атрибути кои Alfa Romeo сака да ги истакне. Има погон на сите 4 тркала, дволитрен турбобензински мотор од 280 конски сили и автоматски менувач. Да видиме што може ова италијанско маче да направи во македонските беспаѓа. Покрај високата силуета на Stelvio, она што исто така не е типично за Alfa Romeo, тоа е спуштањето во кабината, односно влегувањето. Кај Giulia и останатите модели морате да нурнете во внатрешноста, но тука само седнувате и се сместувате, а погледот во внатрешноста е ист како и во останатите Алфи. Внатрешноста исто така подсетува на Giulia, концепираноста на централната конзола, инструментите, управувачот и централниот гребен се скоро идентични како кај Giulia, но се разбира поради теренскиот изглед на Stelvio направени се одредени реорганизации на одредени површини. Она што не ми се допаѓа кај Stelvio, тоа е дискутабилната опременост. Имено, покрај прекрасниот звук што го има во внатрешноста, да кажеме, многу ми пречи дисплеот кој покажува кога се вози наназад. Тој е премал и еве, само за илустрација, може да видите, многу е помал од дисплеот на еден просечен мобилен телефон. Исто така, поради спортското чувство ставени се овие педали за менување на брзините, за мануелно менување на брзините, но нивната големина понекогаш пречи да се употребуваат прекинувачите, односно манипулаторите за трепкачите, долгите светла, па и исто така и бришачите на автомобилот. Но сепак овде е ставен акцент на спортското чувство.
Тоа беа впечатоците за внатрешниот дизајн. Јас на располагање имам некои десетина километри кои изобилуваат со свиоци, но и многу оштетен лош асфалт, како и многу одрони. Мислам дека еден од трите пресети на возење кои се економичен, нормален и динамик, најдобро ќе кореспондира да го возам во модот динамик. Мене ми останува само да посакам да немам никој од другата страна на асфалтот. И веднаш можеме да почнеме. 280 коња како виор ја понесуваат каросеријата. Се чувствува исто и одличното работење на 4x4 погонот. Еве, например, на избегнување на еден голем одрон. Одлично функционира целиот склоп, а ми се допаѓа што и продира одличен звук во внатрешноста. Сепак ние се наоѓаме во една алфа. Брзината многу лесно се постигнува. Еве, веќе за кратко време јас возам нешто повеќе од 100 км на час, но тука не е битно да се гледа брзиномерот, туку да се следи патот. Ова многу ми се допадна, бидејќи имав јак свиок во левата страна, но се однесуваше Алфа Ромео како да сум на правец. Очекував задниот дел да ме фрли, но погонот на сите 4 тркала го направи своето, како и одличното подпирање. Морам да напоменам дека ова подпирање е доста тврдо, но и одлично се снаоѓа со тежината на Стелвио. Ова е навистина забавен и извонредно прецизен склоп кој ви дава извонредно чувство кога се возите, а моторот пумпа со неговото турбо срце 280 коњи додека трепнете. А многу е битно во овакви случаи да имате и одлични сопирачки. Тоа Алфа Ромео го има абсолвирано и во сите нивни останати модели. Едноставно, за забава, ова е врвна машина. Управувачот е извонредно прецизен и во секој момент можете да го навигирате Стелвио како што сакате и каде што сакате. Јас сум малце и повеќе од возбуден, бидејќи не знам што ми доаѓа од другата страна, но патот просто ме мами да испробам све што може да направи Стелвио, а тој ветува многу повеќе од она што може и да се исполни на овој пат. Многу ми е жал што немам извонредно, односно идеални услови за да го пробам Стелвио, но тој се однесува како и секоја Алфа Ромео, надмено спортски и прекрасно чувство зад управувачот. Дури и кога треба силно да се сопира, не се чувствува никаков компромис. Иако е спортско корисно возило, Стелвио се однесува како да е спортска лимузина направена во Милано. Без никакви предрасуди и со мирна совест можам да заклучам дека ова не само што е вистинска Алфа Ромео, туку е еден од подобрите представници на спортско корисните возила кои ги имам возено. Според неговите димензии, Стелвио е дискутабилен во која група на спортско корисни возила би го ставиле, но според цената секако е во премиум сегментот. 62.700 евра за оваа верзија на прв поглед е многу скапо. Доколку ги имате во предвид оние задоволства што ви ги нуди, тогаш можете да ја оправдате оваа цена. Сепак, овој дволитрен мотор со 280 конски сили е повеќе од забавен и ви пружа извонредни перформанси за возење. Додека подпирањето и целата
новата каросерија ви нуди пак уште едно надополнување на моќта на моторот, а тоа може да го наполни и вашето его. Алфа Ромео е специфичен производ. Него можете да го сакате или да не го сакате, но со овие атрибути кои ги има, не може да не сакате Алфа Ромео. Не може и да не го сакате Стелвио во оваа комбинација, затоа што ги има сите гени кои се познати за Алфа Ромео, а тоа е извонредно спортско однесување, комоција, но и одлични динамички својства. Јас ќе продолжам да се забавувам, жал ми е што не можам целата забава да ја пренесам на малиот екран, но ова е повеќе од предизвикувачко. Јас ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до нашата следна средба. Вау, ова беше убаво. Да, до нашата следна средба за 7 дена. До гледање.